Македонскиот криминал и корупција го надминаа картелот Меделин на Пабло Ескобар. Македонија официјално е покорумпирана земја од Колумбија според ранг листата на Transparency International, агенција која што ја следи корупцијата ширум светот. Значи Колумбија беше земја со едни од најуспешните шверцери на кокаин во минатото, како што бил картелот Меделин на чело со Пабло Ескобар и исто така картелот Кали на чело со 4 кумови. Земја каде 80% од населението живее со подпросечна плата. Колумбија е земја која што во 21 век пробува да го легализира кокаинот. Земја која на времето се ликвидираа новинари, политичари, високи државни функционери, полицајци и обични граѓани. Не е толку корумпирана колку што е денес Македонија. Многу жители на Меделин раскажуваат приказни за нивните роднини или познаници кои биле поврзани или убиени од страна на картелот на Ескобар, кој доминираше во трговијата на кокаин во Америка и од таа трговија се збогати со десетици милиарди долари. А пак криминалот и корупцијата во Македонија рапидно се зголемиле во последниве неколку години. Еден интересен факт е што корупцијата и криминалот во Македонија рапидно се зголемиле во последниве 5 до 6 години, во кои има вмешано луѓе од политиката. Корупцијата и криминалот само се зголемуваат од ден на ден, каква и да е причината што Македонија денес е покорумпирана и покриминална од Колумбија. Тоа не ги оправдува нашите политичари, а доказите и фактите говорат дека е така. Македонија едноставно почна да тоне премногу длабоко во корупција и криминал. Странски инвестиции се повлекоа или ги нема. Сега инвеститорите кои некогаш инвестирале или сакале да инвестираат во Македонија, сега своите инвестиции ги префрлаат во Србија, поради лошите услови за водење бизнис во Македонија, меѓу кои е и корупцијата. Животниот стандард е намален, работодавачите користеа и користат финансиска помош од државата како една од владините мерки за справување со пандемијата од COVID-19. Злоупотреби на државната помош за исплата на плати, образованието не е помрднато во нагорна линија ни 1 милиметар. Ситуацијата во образованието оди само во надолна линија. Здравството се распаѓа. За време на кризата со COVID-19 долго време немавме вакцини. Здравствените работници бегаат од Македонија по светот, македонските политичари фатени со мито, државата е премногу задолжена, а пак политичарите си делат тендери како Македонија да е во нивна приватна сопственост. Прават што сакаат и кога сакаат. Земаат патни трошкови во илјадници евра, а обичните граѓани страдаат. За било каква работа да сакате да завршите ви требаат врски или пари, да подмитите некого, инаку треба да чекате со месеци за некоја работа да ви биде завршена. Политичарите прават што сакаат, подпишуваат секакви договори само да имаат они бенефит од тоа. Ситуацијата е иста за сите обични граѓани во Македонија, од било која верска, национална или политичка определба. Државата е во хаос, гледаат дека обичните граѓани немаат доволно пари, а они како напротив ги качуваат цените и даноците, за да можат да имаат они бенефит од тоа. Ги дотераа сите граѓани на Македонија буквално до работно преживување. Промена на име на сопствената држава. Крсто Муковски, човекот кој ги отвори вратите од собранието на 27 април, беше пуштен од притвор дента кога требаше да се гласаат уставните измени и како награда беше даруван со тендери вредни неколку милиони евра, иако Вилма Русковска го посочи како директен виновник за настаните на 27 април. Ако тој не ги отвореше вратите, ништо немаше да се случи во собранието. Денеска луѓето кои влегоа во собранието со негова помош се осудени на 2 века затворска казна, а Крсто Муковски и неговите соработници беа на 16 октомври во Кривичниот суд и Скопска апелација ослободени и казнети само со парична гаранција од 300.000 и 400.000 евра, кои не верувам и дека биле уплатени тие пари на име на државата, а тоа се пратениците Крсто Муковски, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, кои исто така беа меѓу 30 обвинети за упад во собранието. На видео снимките кои се предложени како докази во постапката, јавноста виде дека тие ги отвараат собраниските врати за да влезе толпата предводена од граѓаните. Сведоци сведочаа дека ако не биле отворени одвнатре тешките собраниски врати, на кои имало ставено заштитни железа, немало никаков начин како да влезат граѓаните во собранието. Муковски и неколкумината негови колеги кои беа во притвор за 27 април беа луѓето кои овозможија
двотретинско мнозинство за промена на уставот со цел промена на името на државата. Откако тие кренаа рака за промена на името, тие беа амнестирани од собранието за нивните дејствија на 27 април. Ако ова не е корупција, тогаш што е? Судството не знае во кој правец доди. Осудениот во предметот рекет, Бојан Јовановски, откако беше осуден на 9 години затвор за 2 кривични дела, побара збор од судиката Васка Николовска Масевска во процесот, каде посочи каде треба да се бараат парите кои биле сместени во Луј Витон ташната. Изјавата на Боки 13 е дека рекетираните пари завршувале кај екс-премиерот и неговиот брат. Она што е сомнително што обвинителството по оваа скандалозна изјава на Боки 13 не поведе никаква истрага за екс-премиерот и неговиот брат. Имајќи го сето ова во предвид, не е ни чудо што Пабло Ескобар изгледа како светец. Многу луѓе кои биле замешани во криминални дејствија беа ослободени во последниве 2 до 3 години. Се зборува и за сериозни криминални дејствија од страна на политичари. Исто така беше и случајот со озлогласените криминални водачи вплеткани во аферата мафија. Глобалната иницијатива против организираниот криминал го објави извештајот во кој се анализираат тековите и жариштата на организираниот криминал во Македонија. Извештајот кој беше презентиран во Виена не открива драматични новини, барем што се однесува до Македонија, но дава јасен увид кој му го даваат пулсот на организираниот криминал. Балканот од секогаш важел за транзитен регион за илегални активности, а Македонија во тој географски регион зазема речиси централно место, криминал со политичка заштита. Во делот на градовите како жариште на организираниот криминал во Македонија се издвојуваат Скопје, Велес, Штип и Кочани. Во Македонија има премногу криминал според бројот на жители и големината на државата, а затоа може комотно да се каже дека Македонија го надмина кралот на кокаинот Пабло Ескобар.